Вице-премиерот Бујар Османи во нова инспекција на институциите. Овој пат како се трошат европските пари. Откако пред неполн месец ги чешлаше институциите кои немаат двојазични табли, сега на пат до граничниот премин Кјафасан проверува колку парите од европските ИПА фондови правилно се искористени. Со истата службена шкода, Османи најпрво правеше мониторинг на царински терминал на границата со Албанија, за кои се издвоени над 1 милион евра од ИПА средствата, но ги следеше и патиштата кои вода до таму. Како и во претходното видео, Османи сега му се јавува на Ирфан Бучи, заменик директор на Царинската управа. Bëj monitorim të realizimit të mjeteve IPA, edhe për shkak se ky projekt është ndërtuar me mjetet IPA. Desha di deri ku është përfunduar dhe është fut në funksion terminali doganor. Nëse mund të tregojsh shkurt. Terminali ka përfunduar komplet, domethënë vetëm presim kemi dorëzuar një kërkesë në Ministrinë e Transportit për planin teknik të terminalit dhe të fillon të funksionon terminali. Edhe kisha kërkuar edhe ndihmën tonë, pasi që mundesh të mosh të javë të shpejtojmë. Отчет побара и од министрот за економија Кришник Бектеши. Edhe u hap këtë tema e One Stop Shopit, edhe ti je aty si përgjegjës për këtë çështje e One Stop Shopit. A mund të tregojsh deri ku ka mbetur? Po ne kishim një takim me autoritetet shqiptare në Shqipëri, që isha disa javësh. E kanë dërguar ata edhe transversionin e marrëveshjes. Të martën do kalojnë qeveri dhe duhet qeveria të caktojë institucioni i cili do të nënshkruajë me barën shqiptare. Edhe pastaj grupet teknike do diskutojnë. Во видеото кое трае 10 минути, Османи бара одговори за моменталната состојба од вработените на граничниот премин. Но вице-премиерот не запира тука. Најавува дека ќе ја продолжи неговата мисија како инспектор, па надзор ќе имало секоја недела. Пред неполн месец Османи тргна во инспекција на институциите. Дали се почитува законот за двојазичност и дали таблите се напишани на двата јазика. Мониторингот беше направен со истата шкода, која управуваше самиот вице-премиер. Донација од Европската унија, возило кое што е наменето стриктно за спроведување на проекти од Брисел, ама двојазичноста не е еден од нив. Во автомобилот се возеше заедно со директорот на Агенцијата за спроведување на двојазичноста, Илбер Села, и целото снимено видео е само на албански јазик, со исклучок на една секвенца, кога вице-премиерот зборува со македонец од известна институција. По првото видео се постави и дилемата, дали ова е мултиетничност дело, кога едно видео што треба да има улога на промоција е наменето само за одредена публика која разбира албански. Што е со граѓаните што зборуваат македонски, турски, румски, влашки и останати јазици. Инаку токму опозицијата минатата недела обелудени скандал за злоупотреба на европските пари, афера во која биле проневерени 3 милиони евра.